јас сум предзадоволен од она што ние успеавме како општина да го реализираме во делот на програмите кои што ги имавме усвоено, ги имавме предвидено и ги имавме ветено пред граѓаните на општина Радовиш, генерално за сите населени места и се раководиме од тезата да направиме рамномерен развој во сите населени места подеднако, вклучувајќи ги нели градските урбани заедници. И тоа почнем го правиме дека 2 години и во континуитет со силна динамика ќе продолжиме и во наредниот период да реализираме проекти од програмата што ја ветиме пред граѓаните, но и надвор од неа доста проекти кои што еве со тие непосредни средби со граѓаните се вродија како идеја, се вродија како потреба и ние како општина пристапивме да ги реализираме. Би се задало за сега на конкретно на населеното место Ињево. Во претходниот период реализиравме неколку проекти во делот на она што значи детско рекреативно каче, веќе е изградено истото и пуштено во употреба во делот на санација и реконструкција на фудбалското игралиште во скопот на основното училиште, како и одредени зафати, одредени инвестиции во делот на енергетската ефикасност во самото основно училиште. Во Ињево не застанавме, еве и оваа година предвидовме одредени инвестиции. Ова што моментално го гледаме е во делот на довршување на канализационата мрежа во самото населено место, долгорочен проблем на сите жители. Еве, за наше задоволство успеавме да бидеме посветени, да изготвиме проектната документација, да обезбедиме средства од сопствениот буџет и да пристапиме по реализација и за одреден оптимален рок некаде до ноември месец и целосно истата ќе биде дозавршена кога станува збор за канализацијата по населеното место. И не останува збор за инвестиција некаде околу 4 милиони и 200 илјади денари. Тука опфаќа и еден друг крак во селото Покрајчево и купната инвестиција за овие два зафата ќе изнесе околу 4 милиони и 200 илјади денари. Еве сега во прилика сакам еве да соопштам уште една убава радосна вест за жителите во селото Ињево. Примерно еве ќе ги израдуваме во делот на патната инфраструктура. Успеавме како општина да подготвиме проектна документација, да ја аплицираме истата и благодарение на владата на Република Македонија и премиерот Груевски да обезбедиме средства за изградба на патна инфраструктура во должина од километар и 500 метри во улиците во селото Ињево, односно 2 улици ќе бидат целосно пробиени и асфалтирани во должина, како што реков, од километар и 500 метри, ширина некаде околу 6 метри, како и дополнителна тротоарска површина. Ова беше клучното барање, морам да кажам, на покрај канализацијата и оние претходно споменати проекти. Ова беше клучното барање и проблем на жителите. Еве, успеавме да обезбедиме средства, сега сме во фаза на припрема на тендерот и очекуваме еве за месец до 2 да почнеме и со реализација на терен и на ова наше ветување во делот на патната инфраструктура.